Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за силата на интеракциите помеѓу антигените, значи антиген, со антителата, antibody. Значи знаеме дека антителата, така, значи имаме одека едно антитело, самото антитело има две антиген binding sites, значи тие се овдека, така, значи тие се антиген врзувачки места, на кои нормално може да се врзат два антигени. Така, значи едниот може да се врзе овдека, другиот може да се врзе овдека. Значи овие се антигени. Сега, самото поврзување, ние рековме уште во некој си претходно видео, дека всушност е нековалентно. Значи поврзувањето е нековалентно, односно не се образува ковалентна врска, зашто ако се образуваше ковалентна врска, таа ќе беше силна хемиска врска, при тоа антителото ќе останеше прикачено за антигенот постојано, така, едноставно немаше да има никакво одлепување, што едноставно не е случајот. Значи немаме образување ковалентна врска, па тогаш некој ќе праша, добро, тогаш како се држат, ако не се образува ковалентна врска. Па се држат со други видови на хемиски врски, односно хемиски интеракции, кои може да бидат најразлични. Така, значи пример дека прва која ни е запишана, не е водородна врска. Водородната врска знаеме дека настанува помеѓу водороди, така и одредени кислородни атоми, каде што кислородните атоми имаат одредена парцијална електронегативност, додека водородните имаат парцијална електропозитивни се и се образува слаба водородна врска, или вакви се например врските кај ДНА. И ги има многу општо во биолошките системи. Друга е ионска врска, која всушност настанува поради размаа на еден електрон, што така што стануваат иони, значи гледаме NH3, така NH3+, бидејќи примила односно оддала електрон и го дала на кислородот кој се со минус и помеѓу нив всушност има ионска интеракција, односно ионска врска. Имаме хидрофобни интеракции, значи хидрофобните интеракции потекнуваат од тоа да одредени молекули не сакаат да бидат во близина на вода. Така што ова жолтото што е овдека бележено е всушност водени молекули кои едноставно ги стискаат заедно, така бидејќи не сакаат да бидат со вода и се групираат заедно со цел да бидат на некој си начин што повеќе изолирани, да фатат што помала површина. Така за овој дел на пример, што бежам со сино, да не биде изложен на вода, или пак за овој дел да не биде изложен на вода. Така, и затоа се групираат заедно, така што водата да фати што помала можна површина, и затоа се хидрофобни функционални групи, односно имаме хидрофобни интеракции. Значи тоа е за тоа, само вака ќе напишам, не сакаат вода и затоа минимизираат површина, surface. Сега, Ван дер Валсови интеракции, Ван дер Валсовите интеракции се едноставно како случајни хемиски врски, бидејќи имаме толку многу атоми, ова е сигурно да се случи. Едноставно, ако имаш одедека еден атом, кој има позитивно јадро, така има електрони кои се наоѓаат околу, да речеме дека најголем дел од електроните во даден момент се наоѓаат лево. Така, се наоѓаат на левата страна и одека исто имаш некој си друг атом, кој исто има позитивно јадро, има електрони, и да речеме дека на тој атом исто така електроните во даден момент се наоѓаат на левата страна. Тоа значи дека овој дел од атомот ќе биде малце негативен, овој дел ќе биде малце позитивен. Ова е во даден момент, бидејќи електроните нормално постојано се движат наоколу, така што е многу краткотрајна ситуација, каде што овој дел, кој е парцијално позитивен од овој атом, ќе на некој начин ќе се привлече електромагнетно со електроните кои се наоѓаат во овој момент на левата страна на вториот атом. Така, ова е прв атом, ова е втор атом, и ќе има одека интеракција која е слична како водородната врска, само што е многу краткотрајна. Бидејќи реков, електроните се вртат цело време, овие електрони ќе дојдат тука и веќе ништо се ќе се попречи. Но на големо ниво, односно на голема површина каде што имаме милиарди атоми, мора да има вакви ситуации кои се случуваат постојано. Иако траат многу кратко, се случуваат постојано, така што и они влијаат како еден вид поврзување. И дека доле пак имаме ионски врски. Сега, бидејќи овие врски не се на некоја многу голема должина, тоа значи дека самото антитело, значи антиген binding site, да речеме дека ова е тоа, треба да биде многу близу до антигенот. Така, значи треба да биде многу близу до антигенот со цел да имаме успешно
краткотрајно поврзување. Така, значи треба да е многу близу и треба да има висока специфичност со цел да биде успешно. Сега, не е се толку розово, едноставно не постојат само вакви привлечни интеракции, него постојат и одбивни интеракции. Да речеме, сега дека со портокалова боја ќе бележам површината на антителото, дека со зелена ќе бележам површината на антигенот. Така, значи ова е антиген, ова е антитело, антибоди. Сега, ние видовме дека постојат интеракции кои всушност ги привлекуваат, така, значи ова сака да се привлече со ова, така например ова сака да се привлече со ова и така натаму. Но постојат интеракции кои всушност се одбивни. Така, значи ова не сака да се привлече со ова. Да речеме двете се негативни, така двете овие функционални молекули се негативни и се наоѓаат едно од друго и не сака да се врзат, се одбиваат. Така, значи постојат и такви интеракции кои што го намалуваат сврзувањето на некој начин. Например, овие сакаат, овие не. Сега, важно е да имаме повеќе интеракции кои сакаат да се врзат, мислам кои образуваат врзување, а да имаме помалку така кои всушност се одбивни интеракции. Значи сакаме да имаме повеќе врзувачки интеракции, а да имаме помалку одбивни интеракции. А секогаш ќе постојат одреден број на одбивни интеракции, значи не можеш ти да ги избегнеш. Едноставно има многу функционални молекули по самата површина на антигените и антителата, така што некои ќе се одбиваат, тоа е дадено. Сега, од ова може да произлезе, односно да дефинираме што е тоа афинитет. Значи, афинитет е всушност комбинираната сила на сите нековалентни интеракции. Така, да речеме дека имаме 30 поврзувачки нековалентни интеракции, бидејќи сите овие се нековалентни, рековме, и дека имаме 10 одбивни нековалентни интеракции. Тоа значи дека вкупно имаме 20, така сумарно 20 поврзувачки не ковалентни интеракции. Значи, за да се одреди афинитетот, нас ни е битно колку имаме вакви поврзувачки нековалентни интеракции. А за да го одредиме, тоа едноставно ги земаме поврзувачките, од нив ги одземаме одбивните интеракции и добиваме колку имаме сумарно всушност поврзувачки. Односно, ова со дефиниција е всушност комбинираната сила на сите нековалентни интеракции или меѓудејства може да се наречат на еден антиген врзувачки регион. Едноставно да симплифицираме, бидејќи може да го гледаме на склоп на цело антитело кој што има два антиген врзувачки региони. Значи сите комбинирана сила на сите нековалентни интеракции на еден антиген врзувачки регион и еден епитоп, односно местото на антиген кај што се поврзува, може да има повеќе, но ние го речуваме дека има еден епитоп на даден антиген, но на еден епитоп е афинитетот на антителото за тој епитоп. Значи афинитетот на тој антиген врзувачки, усвари, ќе пишеме на тоа антитело за тој епитоп. Значи, што повеќе имаме поврзувачки нековалентни интеракции наспрема одбивни нековалентни интеракции, тоа е поголем афинитетот. А што е поголем афинитетот? Така, што е поголем афинитетот? Тоа значи дека антителото, со антигенот ќе останат врзани подолго време. Бидејќи тие, како што реков, не остануваат трајно врзани, остануваат некој си дадено време врзани, бидејќи имаме нековалентно врзување. И што е поголем афинитетот, односно што имаме повеќе позитивни, односно поврзувачки нековалентни интеракции, толку ќе биде подолго времето на кое тие ќе се задржани заедно. Значи, ако имаат понизок афинитет, повеќе ќе се одвојуваат, ако имаат повисок афинитет, поцврсто се врзуваат и подолго ќе останат врзани. Сега ќе дадам еден пример
една аналогија ќе направиме со цел ова да го запамтите. Например, да речеме дека имаш одреден дечко, така, имаш одреден дечко кој што има одредени интереси, така например сака научна фантастика, сака да вежба, не знам, може да сака да пуши цигари или сака да пие, не знам, би сака некој работа, така, некој видео на филмови, така натаму и така натаму. И он сега сака да си најде, например, ќе бележиме со протоколо, одредена женска, каде што различни женски, ќе бележиме со различна боја, имаат различни интереси. Така, и она си има некои интереси, ќе бележиме со жолта боја, и ова протоколо да си има некои си интереси за различни теми. И нормално некои интереси ќе бидат конфликтни во однос на тој кој сака да си најде женски. Например, со оваа има 3 интереси кои им се заеднички, додека има 2 интереса кои не им се заеднички, но се спротивни. Значи може да бидат неутрални или може да бидат одбивни дури, така да се сосема се конфликтни. Речеме со оваа има 4 кои им се заеднички и има 1 кој им е одбивен интерес, каде што не се сложуваат. Тоа значи дека афинитетот за да биде со оваа женска ќе биде поголем него со оваа. Тоа не значи дека не може да се врзе со портокалова, ама едноставно одвојувањето ќе биде почесто и врската ќе трае пократко. Нормално ако гледаме чисто математички, но има многу фактори во игра, но ова е некоја си аналогија колку да имате слика како ова всушност се одвива, така за запамтите дека имаме различни интеракции, хемиски интеракции, каде што е важно да имаме повеќе поврзувачки некоалентни интеракции наспрема одбивни. Сега, поврзувањето на антитело со антиген и образување на антитело-антигенски комплекс, всушност можеме да го запишеме како равенка, која ќе изгледа на следниот начин. Значи имаме одредени антитела плюс одредени антигени ни даваат и ова, како што реков во претходното видео, ќе биде еквилибриум, значи знак за еквилибриум, не за еднакво, ќе ни даде антитело, антиген, комплекс. Значи вака ќе брежам, запамтете дека е комплекс, да не пишувам овдека дека ова е. Значи ова не е знакот минус, него едноставно е дека се во комплекс. Значи ќе даде антитело, антигенски комплекс. Сега, зошто имаме знак за еквилибриум? Едноставно бидејќи немаме еднакво, не иде тоа до крај одреден процес, него едноставно имаме поврзување, имаме дисоцијација, повторно имаме поврзување, повторно имаме дисоцијација. И кога имаме ваков знак за еквилибриум, односно во тој случај знаеме која е концентрацијата на одредено антитело и концентрацијата на одреден антиген и концентрацијата на одреден антитело антигенски комплекс, откога е поставена рамнотежа на хемиска реакција, кога се стигнала во рамнотежа каде што одредено количество иде кон наваму и одредено количество иде кон наваму. Сега, ако не ви е нешто јасно онака за колку за еквилибриум и за рамнотежни хемиски реакции, имам видеа по хемија каде што разгледуваме малку подетално, таму општо за хемија збориме. Но еден прост пример е, например, ако имаме А, кој оди вака до Б, во тој случај константата на асоцирање, односно на дисоцирање, ќе биде еднаква на Б врз А. И да речеме дека тој број е еднаков на 200. Тоа значи дека имаме 200 пати повеќе Б од А кога е поставена рамнотежа во овој систем. Зашто да добиеш К200, тоа значи дека например дека е 400, дека 2. Така, значи Б е 200 пати поголемо од А, или пак може да биде ова да е 600, ова да е 3. Така, значи нема врска. Едноставно ако К е еднаква 200, тоа значи дека имаме 200 пати повеќе Б од А од кога е поставена рамнотежа. И како што реков, може да има различни бројки, не мора да биде само една бројка. Значи тоа може да биде 20 врз 0,1, така може да биде 20,0,1 или пак може да биде 0,1 врз 0,0005. Така и тоа, и овие двете се 200, така. Значи нема врска, не мора да значи дека имаме само одреден број. Може да бидат различни броеви за Б и А и сите каде што би дале 200 за К. Значи тоа е нешто општо за рамнотежни реакции.
значи постигнуваат некоја си рамнотежен систем каде што B во овој случај ќе биде секогаш 200 пати повеќе од А, без разлика колку е А. Ако ја оставиш реакцијата да тече од дадено време, на пример, ти имаш одредено количество на B и одредено количество на А, и ако во даден момент ставиш многу А во некој си даден сад, со тек на време реакцијата повторно ќе се избалансира така што B ќе биде 200 пати повеќе од А. Значи, кога збориме за еквилибриум, збориме за откога е балансирана, односно урамнотежен системот. И ова иде спрема принципот на Лес Шаталие, и тоа го збориме во хемија, таму е по-добро објаснет, тоа беше некој си само краток преглед. Сакам ова поставување на еквилибриум да го разгледаме со еден многу прост пример. Значи, ќе земеме еден сад, каде што ќе ставиме некои си сини молекули, каде што сините преминуваат во портокаловите, но и портокаловите нели преминуваат назад во сините, каде што ова е примерно например А спрема Б, но во овој случај кога ќе ги ставиме портокалови делено на сини, добиваме некоја си вредност, да речеме 5. И да видиме што се случува. Значи да речеме дека ставиме 6 сини топчиња. Ставиме 6 сини топчиња, 2, 3, 4, 5, 6. Со тек на време, кога ќе се постигне еквилибриум, всушност ќе имаме 5 портокалови, така и едно сино. Така, значи ќе бидат 5 спрема 1. Односно се постигнал еквилибриумот за овој систем. Сега некој ќе рече, добро, а што ако додадам сега нови вакви сини топчиња? Така, што ако додадам вакви сини топчиња и додадам уште 1, 2, 3, 4. Така, додадам уште 4 топчиња. Сори, ајде да ќе направиме уште 2. Ќе додадеме. Оцело беа по овој бројките. И тоа ќе биде така, значи ќе имаме во овој случај колку имаме 6 сини и 5 портокалови, но тоа нема да биде така постојано. Така, ќе помине некое време, системот повторно ќе формира еквилибриум, каде што повторно К за тој еквилибриум ќе биде 5. Каде што 5 од овие сини топчиња ќе станат портокалови и сега ќе биде односот 2 спрема 10. Така, односно пак ќе биде 5. Пак ќе биде 5. Односно повторно се поставува еквилибриум. Значи ти можеш да менуваш концентрацијата дали на А или на Б, но со тек на време пак ќе си се постави нов еквилибриум и ова постојано така ќе седи. 2 со 10. Така. Или ако намалиш, повторно ќе се постави нов еквилибриум каде што односот повторно ќе биде 5. Значи ова е толку може да симплифицираме, ако сакате подетално или да ви се разјасни, гледате таму некој видео хемија што ги имам стајано или некаде другаде на интернет. А сега да преминеме на имунологија. Сега, стапката на образување на комплекси можеме да бележиме со К1, значи стапка за образување комплекси. И исто можеме да имаме К-1, каде што е стапка за, односно дисоцијативна стапка, одвојувачка стапка. Знаеш, колку е стапката на одвојување на антителото со антигенот, односно дисоцирање. Каде што, ако тоа го направиме, и тие вредности се одредуваат експериментално нормално и ќе видиме како всушност се одредуваат, значи не можеш тоа спрема формула да го одредиш, мора да направиш експеримент. И ако ставиме К1 врз К-1, значи вредноста на К1 врз вредноста на К-1, тоа е еднакво на Ka. Односно, ова се нарекува афинитетна константна. Сега, ако сте ги гледале хемијата видеа, ќе знаете дека истото всушност можеме да го добиеме ако го запишеме на следниот начин. Значи, Ka е еднакво на AB, AG врз AB, AG. Што е овдека треба да поставиме заграда. Ова заграда значи концентрацијата на нештото, од која е поставен еквилибриум. Значи, ова исто е еднакво на Ka. И ова беше исто случајот со примеров кој што објаснувавме што е еквилибриум. Така, Ka е еднакво на B врз А, односно ова врз ова. Значи, Ka можеме да го одредиме на два начина. Или, ако ставиме константата на асоцирање и константата на дисоцијација, мислам,
е константа, него стапката на асоцирање и стапката на дисоциација исто не ја дава афинитетна константа, но исто така самата концентрација на комплекс во однос на концентрацијата на слободно антитело, значи слободно антитело или слободен антиген, исто ќе не ја даде афинитетната константа. Тоа значи дека ова можеме исто да го запишеме на следниот начин. Ево, кога идеме всушност горе, што ќе имаме после многу запишување, идеме горе и ќе запишеме дека Ka е еднакво на K1 врз K1 минус 1 е еднакво на антибоди, антиген, значи концентрацијата на антителото со антигенот, врз концентрацијата на слободно антитело, врз концентрацијата на слободен антиген од кога е поставен еквилибриум. Сега, експериментално е одредено дека, например, стапката на асоцирање, например, со друго го обличиме, значи ова е експериментално одредено дека K1 за некои помали молекули, значи за некои хаптени, е стигнала до вредност која може да биде дури до 10 на 8 на литар мол на секунда. Значи тоа се мените единици, не е тоа толку битно. Додека за некои поголеми молекули, значи ова е за мали молекули, за големи молекули K1, например за некои си протеини, е околу 10 на 5. И ова е едноставно само да се види дека има разлика помеѓу стапката на образување на комплекс спрема големи или спрема мали молекули. Значи малите молекули многу побрзо образуваат комплекси, додека големите молекули им треба повеќе време дури да образуваат одредена концентрација на комплекс. Сега некои бројки кои исто нака се интересни да се спомнат дека афинитетната константа за ниско за некои ниско афинитетни комплекси се движи околу 10 на четврта до 10 на пета литар на мол на секунда. Односно нема секунда тука, тоа е само за стапката. Додека, значи ова е за ниско афинитетни, додека за високо афинитетни, афинитетната константа се движи некаде околу 10 на 11. Значи литар на мол. И тоа нормално има логика, така. Ако имаш поголем афинитет, тоа значи дека ќе имаш повеќе од комплексот. Така логично, бидејќи сакаат повеќе да се врзат. Ако сакаат повеќе да се врзат, ќе имаш повеќе од комплексот. Ако имаш повеќе од комплексот, ќе имаш многу помалку слободни. Така, бидејќи сите се врзале, малку останале слободни. Ако имаш, значи, голем број врз мал број, ќе добиеш голем број. Така, ако имаш понизок афинитет, тоа значи дека помалку ќе имаш образување на комплексот и повеќе ќе останат слободни, така, повеќе ќе останат слободни, во тој случај ќе имаш мал број врз голем број и ќе имаш помал број. И затоа, кога имаме низок афинитет, имаме понизок број, кога имаме повисок афинитет, имаме повисок број. Така, едноставно, поради самата зависност на афинитетот со образувањето комплекси. Значи, поголем афинитет, повеќе комплекси образувани и спрема формулата логично е дека ќе добиеме поголем број. Ако имаме понизок афинитет, тоа значи имаме помалце комплекси, тоа е логично дека ќе имаме помал број за константа на афинитет. И ова значи што го кажувам не е нешто страшно научно, него ова е едноставно посочување тоа што ни го кажува формулата. Така, значи тоа е очигледното. Сега, во праксата, најчесто за не ни е битна толку константа на асоциација, него побитна ни е константата на дисоциација. Така, значи имаме константа на асоциација и имаме константа на дисоциација, каде што она е всушност обратното, односно константа на дисоциација горе имаме концентрацијата на слободни антигени и концентрацијата на слободни антитела врз концентрацијата на антитело антиген комплексот, и тоа е едноставно константа на дисоциација, што всушност е еднакво на реципрочната вредност на константата на афинитет. Така, значи тоа се е едно исто. Или е константа на дисоциација, или е ова, или ова. Значи тоа е едно исто. Сега таа е побитна во праксата, бидејќи со нејзе всушност полесно се одредува константа на дисоциација, и ако ја знаеш каде
ти можеш да го најдеш и Ka, бидејќи KD е 1 врз Ka, бидејќи е реципрочна вредност. Тоа значи дека ако например имаме некои си експериментално одредени податоци каде што Ka е еднакво на 10 на минус 2, 10 на 12, тоа значи дека KD ќе биде 10 на минус 12. И обратно, ако знаеме дека KD е 10 на минус 12, знаеме дека Ka е 10 на 12. И во праксата KD полесно се одредува и затоа е битно да се знае дека всушност е обратната вредност од Ka. И тоа значи дека ако имаш, сега повторно ќе го посочам очигледното, дека ако имаш одреден комплекс кој има поголема стабилност, така значи поголема стабилност, односно тоа значи дека има поголем афинитет, тоа значи дека ќе има пониска вредност за KD, така константна дисоциација. И обратно, ако имаш ниска стабилност, односно имаме низок афинитет, тоа значи дека ќе имаме висока вредност за константата на дисоциација, бидејќи како што реков е обратна од константата на афинитет. Сега, пред да преминам на тоа како експериментално може да се одреди Ka, бидејќи од тоа објаснување ќе произлезат нови формули и графици кои ќе не збунат, пред да видиме што можеме да добиеме како знаење, односно што ќе согледаме со ова до сега што го објаснивме. Сега, пред да преминам на трансформации на формули, ќе видиме нешто што експериментално го одредиле, така што многу ќе ни ги разјасни понатаму трансформациите на формулите. Значи, ако имаме еден сад, така, значи имаме еден сад, во кој знаеме дека имаме 10 антитела. Така, например, имаме 10 антитела, кои ќе бежаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи имаме 10 антитела, каде што ќе речеме дека едно антитело, едно антибоди врзува еден антиген. Така, значи едно антитело врзува еден антиген, колку за да си ги симплифицираме работите, бидејќи може да врзе и два, така во даден случај, но окей, да речеме дека едно антитело врзува еден антиген. И во тој случај земале ваков раствор, така, ќе обележиме, каде што измериле дека кога во растворот има, например, лупам сега бројки, 950 слободни антигени. Значи, ако има 950 слободни антигени, во тој случај пола, односно 5 од антителата ќе бидат врзани со антигени, односно пола, односно овие 5 ќе образуваат антитело, антигенски комплекс, додека 5 ќе останат само како антибодис, односно ќе имаме 5 спрема 5, односно ќе имаме 1. Сега, ако земеме истиот таков сад, така, сум не мора да истиот, но поентата е да имаме исто 10 антитела во него, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и повторно нели имаме раствор. Сега, ако измерат дека во него има, например, 95 слободни антигени, значи 95 слободни антигени, во тој случај само едно од антителата е врзано со антиген. Така, значи имаме само образување на еден комплекс, антибоди, антиген, додека останатите се слободни антитела. Односно имаме 1 спрема 10, односно имаме 0,1. Сега, во првиот пример, нормално само 50% се заситени, така 50% од антителата се заситени, додека во овој случај само 10%, односно 1 од 10 се заситени. Сега, се приметнува дека во првиот сад, да речеме ќе обележиме сад Кец, ќе обележиме сад 2, така, во првиот сад имаме многу поголема концентрација, односно многу повеќе имаме слободни антигени. Така, значи имаме многу повеќе слободни антигени во однос на вториот сад, односно имаме 10 пати повеќе, така, значи 950 е 10 пати повеќе од 95, но иако имаме 10 пати повеќе слободни антигени, имаме само 40%, нели 50 поголемо од 10, имаме само 40% повеќе заситување. Односно, за 10 пати поголема, ставам со друга боја да речеме, значи за 10 пати поголема, не концентрација, него поголема количина на слободни антигени,
ни зголемува само 5 пати заситеноста на антителата. Значи во вториот случај, иако имаме толку многу слободни антигени, значи имаме 95 слободни, зошто не се врзат одека? Така повторно се увишок. И во вториот случај имаме повеќе антигени од антитела, а само едно е заситено. Додека овдека имаме 950, а овие 5 не сакаат да се заситат, не сакаат да се врзат. Односно со зголемување на количеството на антиген, тоа не значи дека ќе добиеме на линеарна зависност со зголемување на заситеноста на антителата. Односно, ако би го бележеле на график, така, колку имаме врзани спрема колку имаме слободни, значи не е таа ваква зависност, така нема да биде вака линија права, каде што за секој 10 слободни имаме 5 врзани, така. И после одека имаш 20, одека да имаш 10, така. Значи не е таква зависност. Тука е 15 и така натаму. И тоа ќе беше нормално логично, но во овој случај графикот, вистинскиот график кој ќе се нацрта, значи не е ваков кој се што го нацртав, него е на следниот начин. Значи кога ќе нацрташ вака еден график, сушност одека се врзани, одека се слободни, и кога ќе го нацрташ, наликува нешто вака. Ама се го претерав. Каде што овдека е некаде си концентрацијата на вкупни антитела, антибодис. Сега го направив дека овдека се пресекува, но всушност не се пресекува, едноставно прави асимптота кон него. Никогаш не стига до 100%. Значи никогаш немаме 100%, иако имаме многу слободен антиген. И од ова можеме едноставно да видиме дека при, не знам, пример, при лупам сега бројки, 950 така слободни антигени, имаме, така како повече некоја линија, имаме 50% заситеност, така. Е сега, за да постигнеме уште наредни 50%, треба да идеме до некаде овдека. Така, за наредни 50% да стигнеме скоро до 100, што ќе биде некаде тука, и тоа нема да биде дупло, значи нема да биде 950 по 2, него ќе биде некој многу голем број. Сега лупам, не знам, ќе биде 4000. Така, ќе лупам некој си број, но едноставно не е линеарна зависност. Нели, значи за првите 50%, ни требале 950 слободни антигени, ама за наредните 50, значи да стигнеме до 100, ќе ни треба 4000. Значи, знам дека го разбравте графиков, што сакав се да го покажам. Едноставно дека не треба да претераме со давање само на слободен антигени. Треба да најдеме најоптималното, значи кај добиваме најмногу заситување за најмалку додаден антиген. Значи треба да го максимизираме, да додадеме што помалку антиген, а да извлечеме што повеќе заситување. Сега ова не е битно само за нас кога правиме експерименти, ова е битно и за самото тело. Така, едноставно телото сака да најде некое си антитело кое ќе стига до не 100%, ама да речеме 90%, до 90% заситување со што помал број. Така, например, во овој случај, што го измислив, 90% би било некаде околу 3000 и не знам 500 антигени. Така, односно, сега битно е антигените зашто нема да ги контролира телото ќе ги контролира антителата, но истиот случај ќе важи. Поентата е 3500. Е сега, телото сака да максимизира со што помалце, например да може со 900 да стигне до 90% заситување. И за тоа да го направи, треба да направи антитела кои имаат повисоко КА. Така, ако КА е повисоко, во тој случај со помалце антитела ќе може да се постигне повеќе заситување. Зашто иначе ќе треба да произведува многу антитела. Сега не знам зошто, ама се осеќам како треба да го повторам ова со графиков, односно да сумирам поентата. Едноставно, повторно. Го имаме графикот, знам дека се повторувам, ама повторувањето е мајка знаењето. Значи, не е случајот да за секој 10 антигени, например да се зголемува за 5%, така, например, или како што си е бележано, врзани, слободни. Така.
Значи не е дека за секој 10 слободни што ги имаме, например се зголемува, се врзуваат 5, тоа значи дека ако ставиме 20, дека би биле 10, така и така натаму, така што би добиле една ваква крива. Тоа не е случајот, него случајот е ваков. У вистински услови. Тоа значи дека на почеток имаме многу рационално користење на антигените, на антителата со антигени, односно, да речеме вака, да повечам со виолетова боја, при некоја си тука точка, имаме, да речеме, 50% дека се врзани при некоја си количина на антигени, да речеме, ќе лупнеме број 100, значи при 100 слободни антигени, од која се создаде еквилибриумот, 50% од антителата биле поврзани. Сега, за да стигнеме уште наредни 50%, нема да ни требаат уште 100, него ќе ни требаат многу повеќе. Така, за да стигнеме до некој си скоро 100%, кои се наоѓаат тука некаде, вака, каде што оваа тука линија, која, каде што иде асимптотата на заситеност, е всушност концентрацијата на вкупни антибодис. За да стигнеме до некаде си скоро 100, значи да стигнеме до некаде си тука точка, ќе ни требаат многу повеќе од, значи за да стигнеме до 99, да речеме, проценти заситеност, ќе ни треба многу повеќе од 100. Така, ни требаше 100 да стигнеме до 50, ама ќе ни треба многу повеќе за да стигнеме до 99. Сега ќе лупнам некој број, да речеме 5000. Така, ќе ни треба 5000 антигени, нели во овој случај со растворите горе што ги правихме, со цел да стигнеме до 99% заситување. Нормално овие бројки се измислени, но концептот е тој. Бидејќи у вистински услови се работи со многу поголеми бројки, сега да не ги употребуваме тие во 10 на минус трета моли, каде што имаш милиарди молекули, значи тоа нема смисла. Но ова е главниот концепт. Само што во телото е обратно. Во телото немаме слободни антигени, него имаме слободни антитела, антибодис, и немаме концентрација на вкупни антибодис, него имаме концентрација на вкупни антигени, тие кои се внеле од надвор. Но повторно е истата приказка. И телото сака, како што реков, да постигне 90% заситување со најмало користење на антитела. И тоа го прави бирајќи антитела кои имаат повисоко КА. Бидејќи ако има повисоко КА, можеме да стигнеме до овој 99% користејќи помалку антитела. Например, да речеме овие бројки што ги напишав, 100 и 5000, дека се за некое КА, така да речеме дека овие бројки се за некое КА кое е еднакво на 5. Значи лупам. КА е еднакво на 5, нема врска. Но ако имавме некое антитело кој имаше константа на афинитет за истиот антиген кој е еднаква на 20, во тој случај, или да речеме 25, да биде полесно математиката, во тој случај немаше да ни треба 100 антитела за да врземе 50% од антигените. Ке ни требаше 20 антитела, така една петина. Немаше да ни треба 5000, ке ни треба 1000. Така, значи ќе бевме многу поефикасни, бидејќи самите тие антитела ќе имаат повисоко КА, повисок афинитет. Ако имаат повисок афинитет со помалку антитела, можеме да завршиме иста сатурација. Добро, сега, да го добиеме исто ова, ама со изведување на наравенка и со давање на некои си бројки. Значи ќе идеме, значи нема да идеме со таа со КД, него ќе ја презапишам овдека таа за КА. Така ќе идеме малку овдека десно. Ева. Значи знаеме дека КА е еднакво на концентрацијата на антиген, или антибоди, антиген комплексот, врз концентрацијата на слободни антитела со концентрацијата на слободни антигени, и ова од кога се постигнал еквилибриумот. Сега, ова равенство всушност можеме да го измериме на тој начин што АГ можеме да го пренесеме на левата страна, при тоа што ќе се добие КА по Г,
АГ, односно концентрацијата на слободни антигени е еднакво на концентрацијата на АБ, АГ врз концентрацијата на слободни АБ. И ова можеме да го правиме така, бидејќи едноставно проста математика. Например, ако имате 10 врз 2 по 2,5 еднакво на 2, во тој случај 2,5 можете да го ставите од таа страна и тоа ќе биде 2 по 2,5 еднакво на 10 врз 2, така, што е 5 еднакво на 5. Значи може така се прави, едноставно 2,5 го ставивме од таа страна. Добро, сега добивме таа трансформација. И сега исто имаме го предвид дека концентрацијата на АГ е многу поголема од таа на антибодис, на слободни. И сега речено ние, ова се пресметало експериментално, што ќе видиме во наредното видео како всушност експериментално го одредуваат, дека КА е еднакво на 10 на, ајде се продолжам усвори со жолта боја. КА е еднакво на 10 на 12. Така толку искочи дека било КА. И се одредило дека откога се постигнал еквилибриумот, концентрацијата на слободни антигени била 10 на минус 12. Така, и тоа е еднакво на ова таа страна, да не го препишувам. Односно, искача дека ова 10 на 12 по 10 на минус 12, тоа е 10 на 0, што е всушност кец. Кец е еднакво на ова. Ако кец е еднакво на тоа значи дека концентрацијата на антителата, на слободни антитела е еднаква со концентрацијата на комплекси. Така, бидејќи кога ќе поделиш едното со другото добиваш 1. Така, тоа значи првиот случај. Значи кога измериле концентрација на антигени, каде што добиле они дека имаат 10 на минус 12, така моли, но ни ја реков дека имаме 950, нема врска. Во тој случај, кога тоа го направиле, добиле дека бројот на молекули кои се врзали, бројот на комплекси е еднаков на бројот на слободни антитела. И тоа несно го добиваме дека кец е еднакво на комплекси врз слободни антитела, односно двете имаат иста вредност. Е сега, што ќе се случи? Така, што ќе се случи ако наместо 10 на минус 12 имавме помалку слободни антигени? Во тој случај ќе имавме 10 на 12 по 10 на минус 13. 10 на минус 13 значи ќе имаме 10 пати помалце слободни антигени него во првиот случај. Тоа ќе биде еднакво повторно на тоа десна страна ќе си остане и ова ќе биде 0,1 е еднакво на, ајде сега ќе го препишам, antibodies, антиген врз antibodies. За да добиеш 0,1, тоа значи дека количината на слободни антитела е 10 пати поголема од комплексите. Така, односно имаме само 10% заштитеност. И тоа е вториот случај, од дека што го бележав. Така, тоа е вториот случај, каде што кој измериле дека има 10 на минус 13, нели во овој првиот случај лево беше 10 на минус 12 мола. Значи кој измериле 10 на минус 12 имало 50% заситеност. Така, кој измериле 10 на минус 13 имало 10% заситеност. И тоа понатаму нели ќе следи тоа претходно што го објаснував. Но овака го добивме спрема формула. И затоа мислам дека поефективно беше онака пред што го објасни со примерот, што всушност се случува, наместо да идам директно на математиката. Така што сега наверојатно свативте и математиката ја свативте и примерот. И најважно графикот, нели, зошто е тоа битно за организмот и зошто е. Добро, и тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Во наредното видео ќе видиме како всушност експериментално го одредуваат КА и како тоа ќе изведеме уште една нова формула и ќе правиме некои нови графици и ќе добиеме некое си ново знаење. Така, се надам дека одека свативте што беше поентата, што беше со графиците, така, од што зависи афинитетот и така натаму. Добро, тоа беше се и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.